Дали знаете каква револуција се случува во Албанија деновиве и како темава е поврзана и со Охрид? Бидете така. Албанија не е на продажба е главниот слоган на протестот. Што се случува? Деновиве во центарот на Тирана се случува бран масовни граѓански протести, познати како Фламинго револуција, кои ги обединија екологистите, локалните сопственици на земјиштата и младата популација против проектот на Иванка Трамп и Джеред Кушнер, ќерката и зетот на претседателот Доналд Трамп, вреден меѓу 1,4 и 6 милиарди долари. Инаку розовото фламинго кое стана вирално на социјалните мрежи и на улиците на Тирана не е избрано случајно или само затоа што изгледа убаво на транспарентите. Бидејќи револуцијата ја предводи младата генерација 3, односно Gen Z, тие креира илустрација каде го тргнаа традиционалниот црн двоглав орел од албанското знаме и на неговото место ставија сино-розово фламинго. Црвената позадина ја сменија со сина, како символ на морето и лагуната. Со ова порачуваа дека патриотизмот денес значи да се заштити природата на Албанија, а не да им се слугува на политичарите. Сега ќе ви објаснам. Заштитениот предел Вјоса, Нарта во Албанија, каде што е Зврнец, и островот Сазан се едно од најважните природни живеалишта и подрачја за размножување на илјадници заштитени фламинга, морски желки и ретки средоземни фоки. Зврнец е директно поврзан со делтата на реката Вјоса, која е прогласена за прв национален парк за дива река во цела Европа. Вјоса е последна голема река на континентот која тече слободно, без брани и без фабрики. Кушнер и Трамп буквално планираат да градат хотели таму, а граѓаните збеснати. За проектот стои инвестицијската фирма на Джеред Кушнер, Affinity Partners, со директно учество на Иванка Трамп. Изјавата на Иванка, која сега со исмејување ја нарекуваат Колумбус, изјави дека Сазан е приватен остров што тие го откриле додека пливале во убавите води на Медитеранот. Протестите почнаа со локални судири против жичените огради и приватно обезбедување во Зврнец, но брзо прераснаа во масовни демонстрации со над 10.000 млади луѓе кои редовно маршираат пред владините институции во Тирана. Демонстрантите отворено бараат оставка од долгогодишниот социјалистички премиер Еди Рама. Една девојка која протестираше го изјави своето мислење велејќи додека премиерот Еди Рама се фали со елитен туризам и милиарди од Саудиска Арабија и САД, ние обичните граѓани преживуваме со мизерни пензии, ниски плати, енормна инфлација. А што се случува сега? Премиерот Еди Рама се уште држи цврст став и одбива да ја запре зградбата. Во изјава за албанските медиуми тој истакна дека протестите се поттикнати од хибридна војна и дезинформација од Иран со цел да се поттикне антисемитизам против Кушнер, нели поради неговото еврејско потекло. Тој тврди дека во јавноста намерно се шират лажни вести, вклучително и бизарни теории дека резортот се гради за таму да се населат палестинци од Газа. Ајде да зборуваме и за нашето убаво и богато Охридско езеро. Охридското езеро е едно од најстарите и биолошки највредните езера во светот, кое исто така се соочува со ист регионален проблем. Да, Охридскиот регион е под постојана закана да биде преместен на листата на светски наследства во опасност на УНЕСКО. И покрај инспекциите и последната опомена пред црвен картон, властите постојано лобираат само за да купат дополнително време. Во јули 2026 година во Бусан, УНЕСКО ќе одлучува дали Охрид ќе заврши на списокот на загрозено наследство. Прашајте се, што ќе им оставиме на нашите деца? Чист Охрид и зелен Зврнец или сив бетон? Јас сум Агнеса Чаволи, ви благодарам на вниманието, а вие продолжете да не читате и следите.